Бура од реакции предизвика обвинувањата на вице-премиерот во заминување Никола Димитров. Заедничката порака што на негово конто стигна и од премиерот, чиј најблизок соработник во времето на Преспанскиот договор Зоран Заев, но и од идниот премиер е дека заднината на обвинувањата на Димитров е неговото незадоволство, откако остана надвор од Илинденска број 2. Од кабинетот на премиерот во заминување наведуваат дека земјава има јасни позиции во разговорите со Бугарија кои биле изградени со целосно владино единство и испратени како одговор на македонското МНР до бугарското МНР. Македонскиот идентитет и македонскиот јазик, според Заев, воопшто не се тема на разговор со Бугарија. Ако Никола Димитров е против што било во врска со македонските позиции во преговорите со Бугарија, чесно е да каже зошто, бидејќи во спротивно останува само впечаток дека тоа што нема да е дел од идната влада е причина за неговите изјави. Со слична позиција и мандатарот Ковачевски. За него настапот на Димитров произлегува од неговото незадоволство затоа што не е дел од новата влада. Имаме јасни државни позиции во однос на разговорите со Бугарија, имаме усвоена резолуција во собранието поддржана од сите партии. Димитров лично бил дел од градењето на истите тие позиции, вели Ковачевски. Шефот на дипломатијата пак, иако беше директно прозван од Димитров, во неговата реакција не го споменува директно, но му порачува дека неговите позиции му штетат на процесот и преговорите, особено од пред посетата на Петков и заедничката влада на Бугарија и Македонија на 25 јануари. Од успехот на овие посети ќе зависи насоката и силината на новиот моментум во односите меѓу двете земји и од тука сите активности кои го загрозуваат овој успех ги сметам за непродуктивни и нефер. Од ВМРО ДПМН е пак со сличен став, му кажа на Димитров дека доцни. Јас сум навистина загрижен. Ние подолг временски период сугерираме дека се води една капитулантска политика по однос на Бугарија. Мислам дека ставот на Македонија како држава е јасен и е усогласен во рамки на собранието и гласан од сите пратеници со заедничката декларација која што ВМРО ДПМН ја предложи, а сите пратеници, вклучувајќи ги и пратениците од владачките СДСМ и ДУИ, гласаат. Никола Димитров во првата влада на Заев беше министер за надворешни, во втората според информации на негово барање направи трансфер во евроинтеграции.